Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Супер Звезди, како сте? Супер! Уживате ли во прекрасниот ден денеска? Да! Ние овој прекрасен ден и ова прекрасно време, почитувани гледачи, ќе го искористиме за една невообичаена прошетка, нешто што досега Супер Звездите немале шанса да го направат. Ова ќе биде наше прво интересно и убаво заедничко патување, кој што ќе го организираме, верували или не, никаде на друго место, туку низ градот Скопје. Каде се наоѓаме сега, во која скопска населба сме? Во населбата која се вика Автокоманда. Добре дојдовте во населбата Автокоманда, почитувани гледачи, каде што ќе имаме една специјална ексклузивна можност да ви откриеме една многу интересна фирма. Станува збор за едно јавно предпријатие кое што се вика ЈСП Скопје. Дали знаете какво предпријатие е ЈСП Скопје? Не знаете. ЈСП Скопје, драги дечиња, е крвотокот на градот Скопје. Дали некој од вас некогаш се возел со автобус? Да! Дали знаете какви беа нашите автобуси до неодамна? Да! Стари, никакви неубави, но од историски, значи за во музеј, од неодамна ЈСП Скопје стана украс на градот Скопје и во нашиот град донесе еден голем број на нови убави прекрасни автобуси, исти вакви какви што го имаме овој автобус овдека позади мене и неколку други. Исто така убави со кои што ќе имаме можност денеска во еден од нив да се повозиме. Дали сте подготвени да направиме журка? Да! Дали сте направени да направиме нешто што до сега никој не го направил? Ајде, почитувани гледачи, денеска ќе имаме ексклузивна можност да го запознаеме генералниот директор, да ги се запознаеме со вработените во ЈСП Скопје и да се повозиме со еден од новите. Во случај останува збор за еден прекрасен двокатен автобус со кој што ќе може да се повозиме низ Скопје и да видиме каков печаток ќе ни остави автобусот, каква журка ќе направиме таму. Така да ние одиме во акција, почитувани гледачи, а вие доаѓате по нас. 3-4 бактажи. Почитувани гледачи, како што кажав во најавата, имам специјална чест да го најавам нашиот денешен домаќин во оваа емисија, дами и господа, тој е генералниот директор на ЈСП, господинот Мишо Николовски. Мишо, здраво, добре ни дојде во Супер Звезда. Посебно ми е драго што со вас ја имате и вашата принова, тука и Давид. Благодарам што дојдовте, навистина ни е чест да ме посетите, затоа што кај нас сега има доста промени и добро е да ги представиме на најмладата генерација. Така, јас кажав дека ЈСП Турс е крвоток на градот, точно ли е тоа? Токму така, ние веќе многу години, неколку децении сме крвоток на градот и се надевам дека сега почнуваме подобро да ја вршиме таа функција како крвоток или артерија на градот. Денеска сме овдека, бидејќи ЈСП направи историски чекор, ја промени онаа грда слика од порано, оние едните исти досадни автобуси што ги гледавме повеќе од 20, 30, 40 години назад. Што поточно направивте во изминатиот период? Значи, денес низ скопските улици се движат точно 147 нови автобуси и навистина имаме една прекрасна слика од нови автобуси кои ги превезуваат патниците низ нашиот главен град. Тоа се всушност 67 двокатни автобуси и 80 еднокатни автобуси, кои сите се црвени, наистина прекрасно изгледаат. Морам да кажам дека ни го разубавивте градот пред се. Токму така, значи граѓаните имаат една поубава гледка низ улиците, значи покрај овие нови улици што ни се направени, сега на нив се обраќаат и нови автобуси. Тука се Супер Звездите, предпоставувам имаат прашања. Дечиња, како си поминувате тука? Супер! Да, дали сте топло и убаво примени овдека денес? Јас ви кажа во ЈСП, значи ќе не примаат тие, секој ден примаат
еден голем број на граѓани, станува збор за неколку илјади граѓани кои што го користат вашиот јавен превоз. Имате ли отприлика бројка колку луѓе во текот на еден ден, една недела, месец или година се возат со вас? Па во текот на годината, на една година се возат околу 50 милиони патници, тоа е едно 25 пати повеќе од колку што има Македонија жители, значи многу патници по неколку пати во денот се возат, така што таа бројка е огромна и изнесува 50 на милиони на годишно ниво. Така, драги дечиња, гледате дека сме доени на гости на едно од најгостопримливите места во нашата држава. Еден голем аплауз сега за ЈСП да дадеме сите заедно. Ете, супер, и сега би сакал да прашам, има ли некој од вас некое прашање што би сакал да му го постави на Чичко Мишо? Оваа кукла овдека, повели Злато, кој е твоето прашање, Марија? Сакам да прашам колку вработени има. Ајде да прашам и да дознаеме колку вработени има во ЈСП. Во нашето претпријатие има околу 1300 вработени и можам подетално да ви кажам дека околу 650 се возачи на автобуси. Значи околу половина. Околу половината се возачи на автобусите, а останатите што би работеле кај вас? Значи од останатите околу 10% припаѓаат на администрација, околу 30% се одржување на автобусите, значи оние механичари, додека останатите 10% се наплата на билети и продажба на билети. Супер. Ајде, дали некој има уште некој прашање што би сакал да го постави? Ево, Марко, кој е твоето прашање? Повели Злато. Здраво, јас се викам Марко и сакам да го прашам Чичко Миша колку автобуси има во ЈСП. Ова е прекрасно прашање, да дознаеме. Значи, кажавме бројот на новите, но останали и некои од старите во употреба. Ние вкупно во моментов имаме 330 автобуси, а секој утро низ Скопските улици излегуваат точно 280 автобуси. Така што нас веќе 50%, скоро 50% од возниот парк не е во моментов заменет, додека во следните 2 години ќе бидат заменети и овие останати автобуси што се постари. Така, се надевам дека нашите гледачи подеднакво уживаат колку што и ние уживаме во оваа емисија. Сега сме во вашата канцеларија, но ние најавивме дека Супер Зајдите денеска, освен што ќе бидат специјални гости тука, ќе бидат и специјални гости во едно од вашите нови возила, така ли? Токму така, сега со моите драги гости ќе појдеме со еден двокатен автобус на кој што се избрендирани ликовите на нашите најдобри кошаркари кои што освоија 4-то место, ќе појдеме да се повозиме низ Скопските улици. Во каков автобус ќе се возиме ние денеска? Значи, ние денес ќе се возиме во двокатен автобус, црвен, двокатен, убав климатизиран автобус, на кој што се изнацртани ликовите на кошаркарите, нашите херои, кои што освоија 4-то место на Европското првенство. Значи, автобус кој што е од последните што ги добивме ние како ЈСП Скопје. Еден од најновите, еден од најголемите украси на градот Скопје. Почитувани гледачи, ние одиме да се возиме, а вие повелете со нас, драги супер звезди, 3-4. Одиме во акција, драги гледачи. Помаѓате. Почитувани гледачи, ево го тој момент, дојдовме до новите автобуси, навистина се прекрасни, чудо невидено, како што кажав, украс на градот Скопје, но пред да започне нашето денешно дружење и пред да започнеме со ова наше денешно возење, Мишо би сакала да прашам, има ли некој ред кој ние би требало да го знаеме и да го почитуваме уште пред да влеземе во автобусот? Нормално. Значи, за да јавниот градски превоз функционира добро, сите граѓани на нашиот главен град треба да го почитуваат редот. Односно, сите знаеме дека автобус се чека на автобуска постојка. Во моментов, низ главниот град имаме околу 300 автобуски постојки, кои што во следниот период ќе бидат реновирани, меѓутоа за тоа повеќе во некоја следна емисија. Покрај тоа што чекате автобус на автобуска постојка, вие со вас треба да си купите билет кој што можете да го набавите во една од нашите билетари и таму чини поевтино, или пак кај нашиот возач каде што чини поскапо. Може да го видиме билетот, ова ли е билетот? Да, токму така, вака изгледа билетот, доколку може да го фати камерата. Ова е билетот купен кај возачот. Зошто би чинел билетот кај возачот поскапо? Значи, идејата е дека основната работа на возачот е да го вози автобусот и да внимава на сообраќај. Се трудиме да што помалку тој има друга работа. Значи, наплатата на билет го оптеретува. И заради тоа, овој билет кој што се наплатува кај возачот, ние уште и го нарекуваме казнет билет, односно едноставно поскап билет, за да граѓаните што помалку
купуваат билети кај возачот. Но доколку некој не успее, па нема друга опција, тоа е повторна опција која му е дозволена на граѓанин да може и тука да купи билет за да може да го користи јавниот превоз. Токму така и заради тоа нешто малку поскапо му наплатувам. Прекрасно и многу добро организирано, браво. Инаку да докажам, значи влезот во автобусот секогаш е на предната врата. Секој патник потребно е да го поништи билетот во жолтиот поништувач кој ќе го видиме внатре надоцна и потребно е да го чува билетот во текот на возењето. Има ли контроли во текот на возење? Во текот на возењето може да се појави еден од нашите контролори кој што ќе го побара билетот за да види дали патникот е редовен патник, односно примерен патник со билет. Во тој случај ќе се види на билетот кога е очукано времето на влегување. Токму така на билетот пишува кој е бројот на автобусот и времето кога патникот влегол во автобусот. Мишо би сакала да те прашам, дали само вакви билети имате или имате и едни други билети, како што јас порано знам дека имавме за 10 возења, за повеќе возења и слободни оние за студенти, за вработени, дали ги има и оние месечни билети сега? Се. Значи, покрај билет за едно возење, секој патник може во нашите билетари да си купи билет за 10 возења, кој што е поевтин, нешто поевтин, 10%. Понатаму има опција да си купи месечен билет, значи билет кој што важи неограничено во текот на еден месец. А во рамки на тие месечни билети имаме различни категории на билети. Посебни билети за ученици, посебни билети за редовно вработени и посебни билети за невработени. Дали смееме да викаме, да играме, да пееме и не знам си што све да правиме во автобус, како треба да се однесуваме од кога ќе влеземе внатре. Значи секој во автобусот треба да се однесува примерно, значи не смее да вика, не смее да им досадува на другите патници, потребно е да си најде место каде што ќе седне и да си го детивко да продолжи во патувањето. Најдобро за помладата генерација е да кога ќе видат постар човек, го отстапат своето место за седење, затоа што знаеме дека возрастните секогаш имаат предност, а ние тоа помладите треба да го почитуваме. И што е најбитна работа, дали нашите граѓани ги чуваат автобусите? Ајде да кажеме нешто повеќе околу тоа. Како што кажавме, ние имаме веќе 147 нови автобуси и сме благодарни што граѓаните со почит се однесуваат кон автобусите, значи немаме уништување на автобусите и се надевам дека овој тренд ќе продолжи и понатаму, односно дека патниците како и досега совесно ќе се однесуваат во нашите автобуси. Што ќе ни се случи доколку ги уништуваме, доколку цртаме, сечеме, корнеме, вадиме предмети од внатре? Доколку ги уништуваме, нашето претпријатие не е моќно да ги заменува веднаш новите делови кои што се внатре вградени и што ќе се случи, ќе ни се повтори историјата, односно повторно ќе се возиме со стари автобуси кои што, како што рековте претходно, се за веќе за во музеј. Така да, почитувани гледачи и вие, драги дечиња кои што не гледате во моментот, ете еден совет, останува овие прекрасни автобуси кои што ги имаме, кои што ни се неодамна обезбедени да ги чуваме, не само што се крвоток и украс на нашиот град, туку се многу битно превозно средство со кои илјадници граѓани, кажавме околу 50 милиони годишно, си одат на работа, дома, на гости, на доктор и секаде онаму каде што треба да стигнат, а за тоа ни помага пред се ЈСП Скопје, како што кажавме. Денеска сме специјални гости тука, може да започне нашето возење. Дали денеска суперзвездите ќе купат билет? За денес за суперзвездите ќе биде бесплатно промотивно возење за да осетат убавината на новите автобуси, а ние се надеваме дека во иднината ќе станат наши редовни клиенти и редовно ќе користат нашите услуги. Благодарам. Ајде одиме да се повозиме. Драги гледачи, ќе направиме кратка пауза, а се гледаме за неколку минути повторно заедно со вас во едно од новите прекрасни двокатни автобуси на ЈСП Скопје. Тргнуваме.
Почитувани гледачи, нашето патување започнува токму во овој момент. Можам да ви кажам дека е неверојатно чувството да се возите во новите автобуси на ЈСП Скопје. Искрено да ви кажам, потполно убаво, потполно исто ми изгледа како да сум во некој од новите авиони. Стварно мислам се е убаво, се е прекрасно средно. Сара, како се чувствуваш ти? Супер. Си се возела ли до сега во новите автобуси? Да. И како ти беше првото возење? Па супер. Имаше ли можност да се возиш вака на вториот кат како што сега се возиме? Да. Интересно е тоа што морам да напоменам уште во почеток, првата работа која што се приметува е дека автобусите се климатизирани, затоа и нема потреба да ги отвораме прозорите, така да започнува нашето дружење. Ева да прашам оваа згодна женска, како беше името злото? Изабела. Како си бе, Изабела, добре си? Како се чувствуваш во новиот автобус? Убаво. Како е возењето? Дали ти се допаѓа? Да. Супер, си се возела до сега во некој од новите автобуси? Не? Ова е прва твоја можност да се возиш денеска, така? Многу ми е драго што токму ЈСП Скопје и Супер Звезда ти го возможија тоа. Ајде да видиме овие женски што прават овде, женски добри сте? Да. Чекај да ја видам како се возите, уживате вие? Да. Супер, леле, колку сте убави. Бојана, како си ти? Супер. Се возела ли до сега со новите автобуси? Не. Како ти се допаѓа новиот автобус? Многу е убав. Или супер? Да. Прекрасно. Мила, дали ти се допаѓа тебе во новиот автобус? Многу. Да, имаш нешто да изјавиш вака посебно? Какви се твоите први впечатоци? Си. Значи чудо невидено, а? Супер. Одиме понатаму. Кукле, како си бе ти, добре си ви? Хајде насмеј се да те видам. Леле, кога ќе се насмеете, значи сите вака и автобусот е уште поубав. Бидете насмејани цело време, договорено. Како ви е во новиот автобус? Убаво. Да ви се допаѓа тоа што е климатизирано? Кажете како убаво мириса, нели? Прекрасно, супер. Мириса на ново? Да. Да, може да се почувствува. Ето еден од најубавите мириси, почитувани гледачи, што за жал нашите сограѓани во Скопје долго време, долги години не можеа да го почувствуваат. Ево повторно Чичко Миша овдека до мене, да го продолжиме разговорот. Јас имам безброј прашања, многу прашања имаат и Супер звездите. Ајде да видиме има ли некој подготвено прашање. Ајде, еве оваа кукла, кое е злато твоето прашање? Јас сум Андријана Стевковска и сакам да прашам колку е висок овој автобус. Супер убаво прашање со оглед дека има два ката. Многу ли е висок овој автобус? Овој автобус има два ката и е вкупно висок 4 метри и 20 сантиметри. Првиот кат е висок 190 сантиметри, а вториот кат е висок 170 сантиметри. Да искористам оваа прилика на сите да ви кажам дека на вториот кат е забрането стоење заради вашата безбедност да не се удрите или да се повредите, значи сите патници мора да седат. Има ли некои технички карактеристики што мора да ги почитува автобусот во вкупната висина, што е и направен да биде висок онолку колку што е, за да може под мостови да поминува или... Токму така, инженерите, конструкторите имаат направено две врсти на двокатни автобуси. Едните се 4,20 метри високи, како што е нашиот, и има и 4,40 какви што ние во моментов немаме такви, меѓутоа има такви во Лондон. Тоа се стандарди кои што мора да се почитуваат за да автобусот биде стабилен и безбеден за сите патници кои што се возат со него. Да одиме со следното прашање, кој би сакал да го постави? Ајде, Марко Злато, кој е твоето прашање, повели? Здраве, секам Марко и сакам да прашам кој ги направил овие автобуси. Супер. Кој ги произведе? Значи, која е фирмата што ги направи автобуси? Конкретно, значи, овој автобус е направен од кинескиот производител Yutong. Тоа е една огромна фабрика која што се наоѓа во Република Кина и која што дневно произведува по 100 вакви автобуси. Дневно прави по 100. Токму така, дневно, и таа е втората најголема фабрика во светот, веднаш после Мерцедес. Инаку, ние имаме 67, значи тие во овие 67 што ги имаме, ги направија за 24 часа. Така, значи, направени се за 24 часа. Да, така може да се нашалиме, инаку нормално секој автобус да се направи, има доста цртање, прво имаме проект правење и така натаму, меѓутоа самата изградба е навистина брза. Интересно е што и вие веднаш ке изреагиравте веднаш по победата на нашите кошаркари и успеавте да ги избрендирате вашите автобуси, додека на останатите кои јас ги гледам има 20 години независна Македонија. Кој се грижи околу сето тоа? Значи, ние се вклучивме во прославата на 20 годишнината од 8 септември, нели од денот на нашата независност. И всушност на сите наши автобуси напишавме Република Македонија 20 годишна независност, 20 години независност, имаме и македонско сонце наставено.
додека веднаш по победата на нашите кошаркари против Литванија добивме идеја дека ние нешто мора по тој повод да направиме и навистина во соработка со Кошаркарската федерација на Македонија, од каде што ги позајмивме ликовите на нашите играчи, го направивме и ги избрендиравме автобусите така како што ги видовте и навистина драго ни е што на сите им се бендисуваат. Дали и во иднина ќе се брендираат автобусите со оглед на тоа што на старите можеме да гледаме многу фирми, разни брендови дека се возат. Ќе има ли брендирање и на новите? Значи токму така, ние од 1 октомври, веднаш кога ќе заврши месецот на независноста, 1 октомври почнуваме со комерцијално издавање на рекламниот простор кој што постои кај двокатните автобуси. Таа разлика е што за разлика од порано кога тоа не беше стандардизирано, сега го стандардизиравме рекламниот простор, односно како што е во Лондон и кај нас ќе се издава само рекламниот простор кој што е на средина на автобусите, односно помеѓу првиот и вториот кат, со што ја зачувуваме автентичната црвена боја, а истовремено и на фирмите им излегуваме во пресред да можат да се рекламираат. Така, да не биде она фарбање на цел автобус зелен, жол, црвен, па да имаме шаренило низ градов, да не знаеме дали е тоа автобусот што го чекаме или не. Токму така, значи ги стандардизиравме и сега од 1 октомври почнуваме со новиот начин на брендирање. Така, овде позади мене има прекрасна женска, таа имаше едно прашање. Ајде да видиме за Батко Мишо. Злато, кое беше твоето прашање за Батко Мишо, повели? Моето прашање беше за Чичко Мишо, колку деца има во автобусот, колку собира деца во автобусот. Прекрасно прашање, Злато. Прашањето колку деца може да собере еден автобус или колку вкупно патници, за колку луѓе има место тука? Значи, децата имаат исти права како и возрастните, значи тие се, иако се деца се исто како возрастните патници, овој автобус собира 80 патници, значи на овој горниот кат можат да седат 40 деца, 40 патници и на долниот кат уште 40. Со тоа што на долниот кат 20 патници седат, а 20 стојат. На горниот, како што кажавме, нема стоење. Дали може замало малку да ја потргнете главата позади вас има едно чеканче, дали ова нешто на пример за кршење ореви, лешници, што се може да се прави со ова чеканче одека во вашите автобуси? Добро, значи ова чеканче служи во услови на кога ќе се случи несреќа, доколку имаме сообраќајна незгода. Во тој случај патниците можат со помош на ова чеканче да го искршат таклото и да излезат од автобус. Јас се надевам дека тоа нема да имаме потреба да го користат нашите патници и дека тоа ќе се случува како и досега еднаш на 50 години кога ќе мора патниците со чеканчево да излезат од автобус. Дај Боже да нема, значи сепак во меѓувреме за ореси и лешници. Користиме за други намени. Во моментов не користи само за украс. И така ќе остане. И нека остане за украс. Ете, нашето патување продолжува, почитувани гледачи. Јас ве поканувам во следните неколку минути да уживате онака исто како што уживаме и ние во еден од новите автобуси на ЈСП Скопје. Патуваме.
Нашето уживање продолжува, драги гледачи, уживајте заедно со нас во следните неколку минути. Продолжуваме со нашата емисија која е денеска суперзвезда, ја снимава со работка со ЈСП Скопје. Додека сме во новиот автобус, господин Мишо, не смеам да пропуштам да забележам дека освен тоа што мириса на ново, освен тоа што е прекрасен, еве можеме да видиме дека имате и камери, овдека можам да видам и една камера. Зошто имате камери во автобусот? Значи овој автобус има 4 камери кои му помагаат на возачот во неговата работа. Значи тој има екран на кој што е поделен на 4 дела и ги гледа патниците од сите 4 камери. Значи тоа е направено од безбедносни причини. Прво, возачот мора да се осигура дека никој не стои на горниот кат. Второ, доколку некој прави вандализам или вандалски се однесува во нашиот автобус, возачот прво може да го опомене, да престане, а второ ќе биде снимен и ќе се види тоа на камерата кој тоа го направил. Значи, потоа ние можеме да се обратиме до институциите и тој што ги прави проблемите во нашиот автобус да биде казнет согласно законите. Прекрасно, морам да забележам дека ова е прекрасно. Понатаму можам да видам дека има многу интересни светла, дури овдека на крајот има и едни вакви оставени, значи, механизми за вентилација, слични на оние што ги има во авионите. Затоа кажав дека ми личи на авион целиот овој прекрасен интериер кој што е овде внатре. Да, токму така, значи имаме доста дополнителна опрема во автобусот. Прво климатизерот кој што прави да се чувствуваме многу убаво, а и вентилацијата која што навистина го прави попријатно возењето. Значи сите патници кои што седат еден до друг можат да одберат дали некој сака да му биде потопло или да му биде полодно или да има поголем проток на вентилација или помал проток, што го прави уникатен и многу интересен вашиот автобус. Па добро, сега во искуството што го имаме со нови автобуси, патниците добиваме на нашата веб страница пофалби, поплаки од новите автобуси. Поплаките се такви интересни многу, значи многу било ладно во автобусот или многу брзал или така нешто, меѓутоа навистина се многу различни од претходните поплаки кога беше дека автобусот немал столици кај да се седне или кој автобусот бил многу стар. Така. Прекрасно, морам да забележам дека има и овдека звучници инсталирани во самиот автобус. Им пуштате ли музика на патниците? Токму така, им пуштаме и музика на патниците. Каква музика слушаат? Забавно, народно, чочеци? Па добро, сега патниците немаат многу избор. Ние во моментов спремаме еден проект, веќе ги поканивме најдобрите диџеи во Македонија да направат неколку врсти на музика. Значи малку ретро, малку забавно, малку комерцијално и тие ќе бидат стандардни, ќе бидат пуштани во нашите автобуси, а исто и ќе ги пуштаме CD-то кое што Агенцијата за млади и спорт го подготвува и наскоро за 1 до 2 недели ќе го издаде и тоа ќе биде дел од програмата во нашите автобуси. Така, во оние компилации кои Агенцијата за млади и спорт ги издава, има и неколку CD-ња наменети за дечиња. Таму има и неколку песнички од Супер звезда, значи тие ќе се пуштаат овде. Токму така, значи песнички од Супер звезда ќе бидат дел од нашиот репертоар. Ќе биде прекрасно, супер. Што уште можам да забележам можам да забележам дека овде има едно копче кое што камерата во моментов не може да го забележи, но може да се забележи по страните каде што го има на кое што пишува стоп. Јас знам зашто е ова копче, но гледачите кои што не знаат, би можеле да им објасните зошто има копче стоп? Дали тоа значи кога ќе се притисне, веднаш автобусот ќе застане? Не е тоа, значи тоа копче постои за да му сигнализирате на возачот дека вие на следната автобуска постојка сакате да се симнете. Значи, вие кога ќе го притиснете копчето, кај возачот ќе се појави една црвена сијаличка ќе светне, што значи дека за следната автобуска постојка има патници кои што ќе сакаат да се симнат. Значи веќе нема застанување на автобуски постојки, онака како што би се рекло без памет, да не знаеме дали некој сака да се симне, не сака да се симне, треба да се качи или не, значи секој симнување треба да е најавено. Па не, нема потреба. Значи оние автобуски кои што се пофреквентни, кај што има голем број на патници, возачот мора да застане. Додека на оние кои што се на руралните делови каде што има помалку патници, по 2-3 патника на една автобуска, некогаш многу често се случува да нема патници на автобуските постојки, а возачот може само да пројде покрај нив. Јас бих ве замолил, може ли малку да поразговараме околу техничките карактеристики на автобусите, претпоставувам поголем дел од популацијата на татковци ги интересира во прашање. Колку се силни овие автобуси, дали се дизел, бензин, дали се на плин или на што, на каков енергенс тие се движат, еве да ни кажете нешто повеќе за техничките карактеристики. Значи, овие автобуси имаат американски мотор Cummins, имаат германски менувач CTF
и имаат подвозје германско ЦТФ, значи отприлика 70% од деловите кои што се вградени во нив се или американски или се германски, што гарантира за нивниот квалитет. Инаку, како што кажав, тие се климатизирани, ниско подниз, значи имате само една скала кога влегувате во автобусот, за разлика од претходните автобуси каде што имаше 3 скали. Планинарење имаше нагоре, а сега одиме значи само со една скаличка. Тоа што е многу голема предност за возрастните граѓани. Овие автобуси, што е многу значено, имаат рампа за лица со посебни потреби, што значи таа рампа се спушта и веќе немате ни скала и нашиот возач им помага на лицата со посебни потреби да влезат во автобусот. Која е максималната брзина која може да ја развие на автобус, иако верувам дека низ град тоа нема да се случи. Брзи ли се овие автобуси? Значи, овие автобуси се ограничени на 80 км на час. Не може да се тркаме со нив. И да сака повеќе од 80 км на час не може да води. И што е добро, затоа што во градски средини 60 км на час е максималната брзина која што може да ползуваат возачите. Што може да се внесе во автобусот? Може ли да дојдеме со куче, со маче, со некое друго животно? Дали може да внесеме велосипед? Ако не сакаме да возиме ни се дупнала гума, па да го внесеме во автобусот? Има ли правила во таа област? Во моментов ние работиме на тие правила. Користиме европски искуства за да видиме што све ќе биде дозволено во нашите автобуси. Значи, едноставно на запад миленичињата, кучињата уживаат големи права и ние најверојатно ќе го превземеме тоа, значи ќе може кучиња кои што, меѓутоа правилно, кучиња кои што нема да бидат големи, мали кучиња и кои што ќе имаат маски на лицата за да не каснат некои од патниците, тие може да се внесуваат. Додека нема да може да се внесуваат кучиња кои што се големи и кои што едноставно представуваат опасност за нашите патници. Значи тоа е многу убаво дефинирано во западните земји, има јасни правила, ние во моментот ќе работиме на тие, ќе ги превземеме. Не мора да измислуваме што се вика топла вода, ќе ги превземеме и ќе ги користиме и во нашите автобуси. Јас за кратко би сакал да завршиме овој наш разговор тука, бидејќи многу работи кажавме, но не смеам да ја заборавам една прекрасна женска која што седи тука и се вика Емили и гледам дека ужива во ова возење. Емили, дали ти е убава денеска? Да, А си се возела и друг пат со новите автобуси? да, Што ќе ми кажеш, какви се тие? убави. Ти ми кажа дека имаше едно прашање за Чичко Мишо. Може ли да ми кажеш кој е твоето прашање, Емили? Колку чини е да биде на автобусот? Емили, прекрасно прашање. Ајде, еве за крај да кажеме за сите оние кои што сакаат да ги користат услугите или се од другите градови, па не знам, колку чини еден билет за автобусите на ЈСП Скопје? Значи билетот кој што ќе го купите кај нашиот возач чини 30 денари, додека билетот кој што се продава во нашите билетари чини 25 денари. Исто така имаме билет за 10 возења кој чини 230 денари или 23 денари по возење. И од понатаму имаме и месечни билети кои што се објавени на ценовникот на нашата веб страна, а и на секоја билетара. Продолжуваат ли пензионерите да се возат гратис секој петок како што беше? Значи, ние имаме програма за возрастните граѓани, секој што има навршено 64 години за мажи и 62 за жени, имаат право да се возат бесплатно во нашите автобуси во вторник и во петок. Вторник и во петок дори. Да, тоа се 2 дена во моментот. Се надеваме дека во иднина можеби ќе имаме и повеќе денови. Тоа навистина возрастните граѓани го ценат, ги користат овие денови и уживаат во возењето во нашите автобуси. Ако возењето во вторник и петок, драги гледачи, е гратис, а автобусите се волку прекрасни, јас сега чекам да одам во пензија, Мишо. Токму така и јас чекам да го уживам во своите пензионерски денови. Па да се издолживаме и да возиме со автобусите на ЈСП Скопје. Почитувани гледачи, одека некаде ќе го завршиме разговорот со господин Мишо, кој понатаму ќе продолжи, а ние во следните неколку минути продолжуваме да уживаме во прекрасната авантура низ градот Скопје со автобусот на ЈСП Скопје. Продолжуваме.
Почитувани гледачи, имам специјална чест и задоволство да ви ја најавам господја Билјана Јанкуловска, која што се наоѓа веднаш до мене. Здраво, Биле. Добре ни дојде во Супер звезда. Како си бил? Супер, одлично, покрај волку многу деца, одлично. Дали бил некогаш повесел автобусот на Јосип од ова што денес се случи? До сега не, и многу ми е често задоволство што денеска сте наши гости. И се надевам дека и друг пат ќе имаме други прилики да ни гостувате за уште побави работи од ова. Вашите дечиња се секојдневни гости, голем број дечиња одат на училиште, ги користат вашите автобуси, го користат вашиот превоз. Дали освен оваа дружба што сега ја правиме со Супер звезда со цел да ги едуцираме децата да го чуваат богатството кое што вие го изградивте и создадовте за нив, дали организирате исти такви дружења и со децата од градинките од училиштата? Да, секако, значи покрај тоа што сега нови ни се автобусите, сега имаме поголеми активности околу нив, така што значи голем дел, освен вие што сте ни гости, во петок имаме еден деца на роден ден кои што сакаат да се по повод роден денот да се повозат со автобусот. Имаме соработка, веројатно ќе имаме и понатаму екскурзии на деца од градинки, од училишта. Се во цел нели да ги промовираме новите автобуси кај најмладите бидејќи на нив идната остане. Така. Да кажеме нешто за вашата работа. Вие инаку работите како шеф на кабинет на генералниот директор на господин Мишо во јавното собрање на предпријатие Скопје. Како поминува еден ваш ден работен? Па, ако е како денеска е многу убав, бидејќи сте денеска вие специјални гости, значи вообичаено, значи работите што секој дневни се околу организација на автобусите, кога имаме новини, значи да ги презентираме тие новини до јавноста, околу жичарата сме сега исто актуелни, така што е уште една покана до вас, наредна прилика да ве носиме на жичницата, бидејќи таа е исто наша гордост на ЈСП покрај овие автобуси. Јас би сакал да ви се заблагодарам јавно, почитувани гледачи, оваа дружење денеска овдека немаше да може да се случи, доколку господја Билјана Јанкуловска не застана на страната на Супер звездите и не кажа да, тоа се вистинските, мора да дојдат и да бидат наши гости. Јас сакам да ви заблагодарам што ни го возможивте ова наше денешно дружење. Кога ќе одиме на жичарницата? Кога ќе посакат? До скоро беше затворена, до од безбедностни причини. Да, до скоро беше беше забраната одлуката од владата за движење во шумите поради пожарите, меѓутоа таа веќе не важи, така што кога вие ќе посакате, кога сте расположени, може заедно да идеме да се дружиме овој пат на жичницата. Јас сум тамо редовен муштерија, вашите вработени ме знаат и викаат дека за такви како мене треба да измислите годишен билет. Еве ни идеја, да, што може да ја реализираме секако, да. Така да јас сакам тука да го завршиме нашиот разговор, да ви посакам се најдобро во иднина и да ви посакам многу наскоро да се видиме со принова со оглед на тоа што во моментов сте веќе во 9 месец. Да, значи јас ве посаканувам, значи ова да не биде прв пат, да ни бидете чести гости и да се гледаме што почесто. И овие деца да ги користат автобусите онака како што сите ги подучуваме и ги посакуваме да ги користат, да ги чуваме затоа што ти остануваат на нас. Јас ви благодарам за сето ова што го создадовте и ви посакувам се најдобро во блиска иднина, а со вас почитувани гледачи се враќаме за неколку минути повторно во дружење овдека во автобусот на ЈСП Скопје. Би сакал да направам еден специјален разговор со една извонредна личност, а станува збор за возачот на овој автобус кој што ни овозможи невидено доживување. Како што најавив, почитувани гледачи, и одиме во разговор со господин Горан, возач во ЈСП Скопје. Многу ми е драго што имам чест да ве запознам. Дали сте добри? Супер. Добро ни дојдовте во Супер звезда денес. Фала. Благодарам што ни овозможивте едно невидено доживување до сега. Ова е прв пат јас да се возам во еден од новите автобуси. Вие сте возач во оваа компанија, колку долго време работите тука? Па во оваа компанија сум 13 години. Сакам да поразговарам малку со вас околу впечатоците, што се случуваше со старите и какви беа тие, што се случува сега со новите автобуси. Ајде да направиме на компарација. Компарацијата е многу голема, како Фиќо и Мерцедес. Значи, старите автобуси беа дотрајани автобуси, стари автобуси, додекови автобуси, гледате и сами. Све што треба да има еден современ автобус, едно современо возило, го има тука.
Почитувани гледачи, верували или не, јас се чувствувам како што кажав премалку како во авион. Еве погледнете како изгледа овој автобус, како буквално да се наоѓаме во кокпит на авионот. Може ли да покажеме, еве, да може и камерата да види дека комплетно е дигитализиран, значи има многу работи, многу копчиња, камерите се тука, може да се покаже менуачот, еве да го покажеме менуачот, тоа се токму овие копчиња овде кои што може да ги видите. Станува збор за автоматски менуач. Автоматски, да, автоматски мену. Само притискаме на Д, на драйв и веќе е подготвен. И вози автобусот, неутрал е неутрал и на рикверс кога убацуваме, може да приметите и самите, со самото уклучување во рикверс брзина мора да биде запален автобусот, се уклучува камерата, меѓутоа мора автобусот да работи, еве сега ќе ви покажам. Ајде да го уклучиме автобусот, да видиме како изгледа вклучувањето на автобусот. Значи, со самото уклучување на рикверс, камерата се покажува на задниот дел од автобусот, за да може да видиме што има позади нас. Како на новите Мерцедеси, всушност нешто така. Баш така, баш. Да видиме, значи може да видиме каде движиме, како движиме и да бидеме многу повеќе внимателни. Сигнал. Има звучен сигнал. Уште еден звучен сигнал има овде. Кај да видиме, ова е, значи, свирката со која што може да предупредиме некој од оние минувачите дека автобусот е подготвен за тргнување. По колку часа на ден трае една смена кога сте на работа? Па сега зависи, има од 7 до 8. Некоја смена е 7, некоја 8, некоја 6, зависи и од смените. Имаме разни смени, значи двосменски служби, тросменски служби, така натаму. Дали е убава вашата работа? Преубава. Ме интересира дали уживате во тоа што го работите? 100%. Тоа сакам, бидејќи имам еден пријател кој што многу сака возење, ги има положено скоро сите категории и вика дека нема поубава работа на светот од тоа. Значи, како децава што се еве у моментов сега, од тогаш ја имам желбата за оваа работа и ми се оствари само. Значи, пред да дојдам во ЈСП, работев по приватни туристички агенции, значи 10 години возев низ Европа и после 98-9 влегов во ЈСП и со задоволство работам. Мене многу ми е драго што гледам дека го живеете вашиот сон, сакам да ви посакам се најдобро, да ни сте живи и здрави уште многу долги години, па да имаме можност да се возиме заедно и по улиците на градот Скопје. Боже, дај Боже, мило ми е мене, Дарко. Ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда. Фала, фала. Фала и на вас. Сега, почитувани гледачи, дојде и најтажниот момент во оваа наша емисија, тоа што нашата журка мора да заврши овдека, бидејќи нашите активности продолжуваат на друго место, а вработените од ЈСП имаат други активности, тука завршува и вашиот работен ден, така ли е бил? Така е. Јас останува за крај уште да ви заблагодарам што топло и срдечно не пречекавте. И ние ви заблагодаруваме за вашата посета. Се надевам дека децата се задоволни и дека убаво си пројда. Си поминавме, значи топа, тоа ќе го повеќе видиме, ќе ги користат услугите на ЈСП Скопје. Така, ви благодарам многу, господин Мишо, ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда, благодарам што го донесовте малиот и прекрасен Давид овде. Ево се гледа дека сака да биде пеач уште од мал, нели? Прво што направи, се фати за микрофонот. Пеачи ще не видено. Браво. Ви благодарам многу што бевте дел од Супер Звезда и што ни овозможивте едно вакво невидено дружење. Благодарам и на вас. Повелете пак, ќе имаме доста изненадувања, ние ќе ве поканиме кога ќе го реализираме следниот проект. Голема чест беше да бидеме овдека, а за крај кажавме дека за сите дечиња кои што дојдоа од Супер Звезда има специјални подароци. За сите дечиња имаме поклон. Еве ги подароците, да. Ќе им ги подели. Така, дел од реквизити кои што ќе им се вклопат одлично во школскиот приводник. Да, секако. Благодарам. Ајде, дечиња, повелете, овде си подароците кои ЈСП ги подготви за вас. Повелете и ајде сега дојдете овдека на страна да ве видам и да ми кажете, Марко, па како си помина ти денеска овдека? Супер, Како беше возењето? добро. Дали вистински уживаше во новиот автобус на ЈСП? Да, многу ми е драго што ти мислиш така. Ајде да видам, Сара, како помина ти? Супер. Да, дали беше лудо и незаборавно? Да. А како помина оваа згодна девојка? Како помина ти, Злато? Добро. Да? А ти, Злато, како си помина денеска? Добро. Дали сте сите среќни, весели и задоволни? Супер, почитувани гледачи, со ова завршува нашето денешно дружење. Јас ви благодарам што бевте со нас, што ја гледавте оваа емисија на Супер Звезда. Се гледаме повторно за 7 дена од сега, а до тогаш бидете здрави, живи, сакајте ги мама, тато и користете ги услугите на ЈСП Скопје. Чао, пријатно и до гледање. Се гледаме за 7 дена. Чао.